За биолошкиот часовник на жената разговараме во продолжение. Марија Јоксимовиќ од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, мој гостин денеска. Добро утро. Добро утро. ГАК Скопје, местото каде што може цела Македонија да се види на едно место. По отприлика, По отприлика, да, со оглед опсегот на работа кој што го имате. Може ли да ја отвориме оваа тема со оглед на тоа што постојано сте во контакт со жените, но и со мажите, со модерното време, чекор со модерното време кој што го живееме, и би сакала некако искрено да ја зборуваме темава. Биолошки часовник кај жената. Ајде по книга. Што значи биолошкиот часовник кај жената? Добро утро, Јована, добро утро на гледачите, благодарам за поканата. Многу актуелна, многу интересна и пред се многу важна тема. Биолошкиот часовник кај жената е нешто кое што може би звучи непопуларно, но е нешто кое што е навистина реално. Тоа значи дека женската индивидуа, односно секоја една жена, има, така да наречам, определено време во кое што може да ја оствари својата репродуктивна функција. Тоа е познато уназад генерации, познато од како постои човештвото. Што всушност медицински значи биолошкиот часовник? Тоа е дека жените, ке речев пациентки, затоа што за нас е пациентки, меѓутоа ова е добро, слободно, за општата да. популација. Секако жените се раѓаат со определен број на јајни клетки. Тој определен број на јајни клетки тие го имаат уште од ин утеро, значи кога женскиот фетус се наоѓа во матката на мајката. Тој број на јајни клетки низ периодите кога, значи како што ќе се породи женското бебе, па понатаму се до пубертетот, тој број на јајни клетки низ процесите на делба на јајните клетки се намалува, така што веќе пред пубертетот има еден фиксен троцифрен број на јајни клетки, значи не е бројот на јајни клетки неопределен. Од друга страна, ни самите процеси на делба на јајните клетки, како што напредува возраста на жената, така се случуваат и поголем број на грешки, односно се поголем број на јајни клетки се хромозомски пореметени, да речеме, а тоа значи дека таквите јајни клетки во понапредна возраст на жената, доколку се оплодат, истото во понапредна возраст на жената би значило дека може да резултира со лош тек на бременоста, како што е, например, абортусот. Што покажуваат бројките? Да го ова сето пластифицираме. Покажуваат дека веќе стапката на фертилност на жените почнува да опаѓа некаде од средните 30 години, а тоа уште поточно би значило, бројките кажуваат дека од 32-та година натаму значајно опаѓа фертилноста на жената, за да овој се позначаен пат во незината фертилност земе се пострмна е кривата кога жената може да забремени, почнува од 37-та и значајно од 40-та година. Значи тоа е тој биолошки часовник. Најоптималниот фертилен период за жената е пред 30-та година, а веќе од 30, да речеме, до 37 години, жените треба сериозно да си ги преиспитаат своите планови, понатамошни намери во однос на остварувањето како мајка, односно остварување на својата репродуктивна функција. Постојано велиме медицината оди напред. Се следат светските трендови. Сега тука под наводници ги ставам светски трендови. Колку тие влијаја кај нас за да се променат работите? Работите се променети и неминовно е тоа да сме врзани со светските трендови и со процесите на глобализација кои што не опфаќаат и нас. Што значи тоа? Тоа значи дека работите се значајно сменети. Например, ако во 70-тите години првото раѓање кај жената било околу 20-та, 21-та година, сега веќе таа средна возраст на првородено дете во 2020-та, од 2018 година наваму, статистиката покажува дека е околу 30-та година. Тоа значи дека се променува, односно се подигнува се повеќе границата на одлучување на станување на родител, односно мајка, а сето тоа е врзано со промената и на општествените трендови. Современата медицина и современата гинекологија пружаат можности да се премостат проблемите кои што се врзани токму со овој биолошки часовник и таквите промени во гинекологијата, во репродуктивната медицина секако се добре дојдени и се имплементирани и во нашата секојдневна пракса. Да, добре дојдени каде има здравствен проблем, се разбира така, за да може да се помогне. Но во случај каде што не постои некоја здравствена индикација, а со намера да се одложи мајчинството, се прави тоа одлагање и поместување на биолошкиот часовник, како тоа резултира по здравјето кај жените?
би сакала отворено да зборувам. Така. Општеството се менува. Значи, цивилизацијата која што е поставена таква да биде, истото и таа еволуира, односно се менува. Општествените норми се менуваат, а од тука се менуваат и репродуктивните планови на жената, а не само планови, туку и можности. Зошто? Ако жената уште најстарите времиња била таа која што готвела, мажот тој кој што ловел. Ако жената во минатиот век била најчесто домаќинка и била врзана во својот домашен круг, сега веќе работите се променети. Значи, жената е ставена пред еден парадокс, односно таа треба да биде образована, да биде успешна, не само што треба, туку тоа и го сака за себе, вклучена во општеството. Да. Така да во тој оптимален фертилен период кој што го спомнав од 20 до 29 години, да речеме, жената инвестира во својата едукација, во своето образование, во својата кариера, така да стапката на првородено токму во таа возрастна група е значајно опадната. Меѓутоа, не се менуваат само општествените норми во таа насока, значи во насока на жената. Општествените норми ги менуваат и медицинските протоколи. Ако во минатото асистираните репродуктивни техники кои што опфаќаат инвитро фертилизација, најведе се задржиме на инвитро фертилизацијата, најчесто беа поради медицинска причина. Машки инфертилитет, женски инфертилитет, контраиндикација за бременост, потока потреба за гестацијски сурогат. Сега во официјалните медицински индикации, ние ги викаме, или причини зошто треба да се пристапи кон асистирано оплодување, се вметнуваат токму и тие. Пациентка, односно жена која што нема партнер, а се ближи до крајот на својот така наречен биолошки часовник. Истополовите бракови кои што сакаат да остварат свое генетско наследство, значи не прифаќаат опција за адопција. Така да околу тоа што ме праша, да, здравствени причини, односно медицински индикации, меѓутоа општеството влијае и на тој момент да дури медицински веќе се променети индикациите каде треба да се интервенира со некаков тип на асистирана репродуктивна технологија. Станува еден значајен тренд кај нас, веќе жените во подминати години, кога веќе биолошкиот часовник си го прави своето, доколку до тогаш немаат замрзнато јајце-клетки, и ова ќе го зборуваме исто засебно, замрзнувањето на јајце-клетки како можност и причина за да се одложи мајчинството, и во случај кога си постои врска помеѓу партнери, функционира од причини на, да речеме, вложување во себе, работа, инвестиција и така натаму. Се повеќе жени се одлучуваат на донор, така, да контактираат донор, кој што најчесто не е од кај нас од Македонија, туку е од некои земји од надвор од државата, и се одлучуваат на таков начин да забременат и да се остварат како мајки. Од една страна е најубаво чувството секој да може да се оствари како мајка. Но што се случува кај нас во општеството? Тоа отвара една друга тема, во која што веќе можеме ли сами да си го избереме партнерот од кој што дете би сакале да имаме, по некои наши, да речеме, такви очи сакам да има таков тен, по некои наши желби, па тоа се желби, да? Да. И до кој степен доаѓаме да едноставно се занемари фактот на семејство, на традиционална врска помеѓу мажот и жената. Се верува само во можностите современите кои што ги има медицината и се става настрана традиционалниот начин на кој што сме растени, во кој што се темели ова општество. Колку вие гинеколозите можете да влијаете на тоа? Прашањето е многу длабоко, многу комплексно и многу пошироко од она што можам како гинеколог да го одговорам, односно како доктор. Меѓутоа, личните ставови и личните перцепции околу тоа што се случува денеска со клетката семејство, кое што по дефиниција представуваше основно нешто од кое што трга и кое што го формира понатаму општеството, ставовите околу тоа се бројни, ставовите се контрадикторни меѓу луѓето, меѓутоа она што биологијата го покажува, тоа е дека цивилизацијата е таа која што го наметнала овој традиционален начин на функционирање. За нас, за најголем дел од луѓето, не позна друг начин на функционирање, освен функционирање традиционално во семејство.
Меѓутоа, бројките покажуваат дека стапката на вакви хетеросексуални бракови, ние ги нарекуваме медицински, се повеќе и повеќе паѓа, од причина што се повеќе и повеќе се зголемува бројот на кохабитации, значи маж-жена кои што живеат во вонбрачни заедници. Од друга страна се зголемува стапката на разводи и се зголемува стапката на едночлени семејства, односно еднородителски семејства или истополови бракови. Она што како гинеколог, односно како доктор можам да го кажам, тоа е дека репродукција без хетеросексуална кохабитација не постои. Значи, за да се оствари, да се одржи човештвото, она што треба е машки и женски партнер. Меѓутоа, општеството е до тој степен сменето, а психолошките анализи покажуваат дека за едно здрав поединец да израсне, да речеме од најмладо, од дете па до возрастна индивидуа, се повеќе се менуваат ставовите, тоа може би со психолог по детално би се разглобило, покажуваат дека она што е важно за да се создаде едно здраво општество е тоа да има здраво семејство. Каква ќе биде формата на семејството, веќе и тоа е значајно променето. Семејството треба да пружи емотивна поддршка, треба да пружи здрава средина за развој, споредено со ставањето на едни класични рамки на досега така нареченото традиционално семејство. Ако се свртиме пак наназад, ќе сватиме дека сепак цивилизацијата е таа на која што ние се подпираме. Цивилизација е таа која што ни ги донела сите предности во кои што денес уживаме, меѓутоа цивилизација е таа која што ги донела овие традиционални семејства. Во древните времиња луѓето не живееле во ваква форма на бракови. Можеби тоа е биолошкиот порив што се менува концептот на семејството, иако известна, значи ставовите повторно ќе кажам се поделени и меѓутоа денеска општеството како што еволуира станува се поприфатливо да се прифатат различностите. Што можам да апелирам како доктор, како гинеколог, она што ме праша како ние врз тоа може да влијаеме. Среќавајќи се во секојдневната пракса со голем број на жени, она што треба да им се предочи е дека биолошкиот часовник постои и дека треба да бидат свесни за тоа, да не се занемарува дека да, може и после 40-45 години лесно да се забремени, лесно да се оствари семејство, односно тоа е возможно, меѓутоа со примена на некаква помош. Дали таа помош ќе биде во насока на криопрезервација, односно зачувување на јајни клетки, зачувување на ембриони, кои што подоцна пациентката, односно жената ќе ги искористи со цел да се оствари како мајка. Зависно од незиното животно сценарио. Има, нема партнер, меѓутоа повторно нагласувам дека општествените норми се менуваат. Сакале ние тоа да биде така? Зборувам ние, јас и ти или не? Да. И се поприфатливи стануваат различните форми на семејство, односно различните форми на создавање дури и на поколение. Сега, колку ми е контрадикторно од една страна ова што го зборуваме, а од друга страна непокорливата желба и покрај сите пречки да се остварат во мајчинство. Вие го имавте случајот на 64 годишната жена со својот сопруг. Тој беше една година чинам постара од неа, 65, така некоја беа. 61, мислам дека беше пациентката што се породи кај нас. Да, значи има една изрека или едно казание, а тоа е дека желбата за репродукција е поголема од желбата за преживување. Што значи тоа? Ние се соочуваме постојано, ова се избор, што го зборуваме, значи елективно ние го викаме. Пациентката решава, односно жената решава дека не сака да забремени и по советување со низиниот гинеколог се одлучува на некој метод за презервација на фертилноста, криопрезервација на јајни клетки, криопрезервација на ембриони. Меѓутоа има пациентки кои што се соочуваат во раните години, за жал и се повеќе со сериозни заболувања. Тоа се заболувања како што се малигните заболувања на женските генитални или на други органи кои што захтеваат медицински третман кој што може да влие понатаму на репродукцијата. Ме праша за 61 годишната жена, меѓутоа ова ми е баш спојка да се надоврзам со тоа. Значи пациентките во едно такво животно сценарио, тоа се млади жени, да речеме, во нивната четврта декада, трета декада, на 20 и нешто, на 30 и нешто години, го поставуваат прашањето што ќе се случи понатаму, значи они се соочуваат со потенцијално смртоносна болест, меѓутоа се грижат за тоа дали ќе се остварат како мајки.
За нив особено се важни овие техники на криопрезервација, односно на зачувување на нивната фертилност, па оттаму сакам да кажам дека и во соочување со таква болест, жената секогаш во себе ја држи, односно ја носи желбата за да стане мајка. Таа желба и кај оваа пациентка што беше на нашата клиника на 61 годишна возраст и покрај тоа што речиси долг животен век и после завршување на нејзината репродуктивна и ендокрина моќ ја држела во себе и ја имала огромна желба да ја исполни својата улога како мајка. Ставовите околу тоа што би донело за околината или за неа се многу е тоа невкусно да се дебатира, особено кога ќе се соочите со пациент кој што е толку задоволен од она што се случило, односно од остварувањето на тој животен сон. Од можноста, од приликата. Да, сето тоа не би било возможно без употреба на асистираните репродуктивни технологии кои што се развиваат. Тоа е една крајност, другата крајност па се пациентките кои што на основ на сите општествени промени и норми ја одложуваат репродукцијата. Тоа велам колку е контрадикторно. Тоа е контрадикторно, меѓутоа тука е улогата на докторите голема. А тоа треба да се каже дека да се информираат за најоптималниот период кога жената да раѓа, да се информираат за можностите, кои се можностите за тоа да го одложи овие техники на зачувување на меѓутоа да се информираат и за ризиците, да се информираат за тоа дека не секогаш тие техники носат успех и кои се ризиците, кој е оптималниот период кога пациентката може да го одложи, колку треба да се одложи, кој е оптималниот период кога пациентката може да ги замрзне своите јајни клетки или ембриони. Значи советувањата да бидат реални, приземени за жената да може да направи информиран избор. Сечив живот е различен, приказните се различни. Ние сме тука да помогнеме на сите оние кои што сака да ја остварат таа улога како родители и како мајки. Меѓутоа, дека општеството е значајно се движи напред, дека промените се големи и тоа е неминовно. Тоа е нешто кое што веќе е тргнато во насока на кое што никош нема да може да се смени. Ако тоа ни е благодет, во кој што ги следиме светските трендови и можеме во некој случај да си помогнеме, тогаш треба да остане да биде благодет, да не се злоупотребува. Тука колку ќе успеете како гинеколози, како доктори да го држите тој баланс, мислам дека најголем предизвик е тоа за вас. Неколку пати споминавме дека основата на здраво едно општество е семејство, традиционално семејство со маж, жена, секој, да даде Господ, секој дом да се благослови со дечиња. Каде се тука мажите? Ако мажите се столбот на семејството, ако тие се цврстина, ако тие се најголемата поддршка за жената, каде се мажите? Да, ако зборуваме за традиционално семејство, значи за хетеросексуална двојка, за мажите, за нивна среќа, биолошкиот часовник не функционира како за жените, односно иако со напредувањето на возраста на мажот има известни студии дека тоа влие на понатамошната репродукција, на квалитетот на репродукцијата, односно на известни пореметувања на наследството, сепак биолошкиот часовник кај мажите им остава многу поширок, односно им остава еден поширока временска рамка. Овој динамичен начин на живот па дури исто не се променети работите? Па дури исто динамичниот. Биологијата во суштина ние може да го менуваме општеството, меѓутоа биологијата не може да ја менуваме или она што се менува во биологијата во овој наш краток животен период ние не можеме да го видиме. Тоа сепак значи дека современото живење носи импликации врз машкото здравје, се зголемува стапката и на машкиот инфертилитет независно од возраста, меѓутоа ако зборуваме за биолошки часовник и за возраста, тој многу малку ги афектира мажите. Од тука нивното влијание во сето ова што го зборуваме е можеби разбирањето на биолошкиот часовник на жените. А тоа е внимавањето, односно планирањето на семејството согласно со возраста на пациентката, односно на жената, на партнерката. Тоа не би значило дека тие треба да се фатат дека ако една жена има 35 или 40 години, таа веќе нема да може да се оствари како мајка. Не, има тука многу опции. Прво, а второ, работите се многу индивидуални, а тоа значи дека возраста меѓутоа тоа е еден концепт, една рамка. Индивидуално не мора да значи дека сите жени се раѓаат со иста оваријална резерва или пак сите жени нема да може да се остварат после тие временски рамки што се предвидени. Од тука пак е нагласам улогата на мажите е токму во разбирањето на биолошкиот часовник на жените, поддршката во навременото планирање на формирањето на семејството, согласно со тоа дека кај жените малце работите се поинакви. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека допре гласот. Благодарам за поканата. Да, таа ми беше поинтата. Биолошкиот часовник не треба да ги заплашува жените, треба само да се запознаат со него.
Информации има насекаде. Најдобри се информациите кои што можете да ги добиете од своите гинеколози или од центрите кои што се бават со репродуктивна медицина. Жените треба да знаат дека имаат опции, меѓутоа навремено да пристапат кон сите тие нивни опции со цел остварување на улогата на мајка, кое што верувам дека во било какво општествено или фамилиарно сценарио е нешто кое што не одржува како човештво и кое што нуди најголема сатисфакција и реализација за речиси секоја жена и секој пар. Благодарам, Марија.